30 март, понеделник. Добро вечер, почитувани гледачи. Еве ги ситниме последните денови од овој прв квартал од оваа година, кој ако требаше да започне со известни и внатрешно политички и економски позиции, веќе се соочуваме со сериозни проблеми во знакот на онаа економска криза со која што се соочивме поради новиот воен фронт на Блискиот Исток. Но сепак и дома ни останаа бројни политички предизвици. Повторно во фокусот ги враќаме уставните измени, добивме нов републички јавен обвинител. Овие политички теми ќе бидат предмет на оваа емисија. Мои соговорници, представници на партиите од Македонскиот блок, од власта и од опозицијата. Ќе одам со најавата. Ќе започнам со дамата Богданка Кузевска, СДСМ, и веќе можам да ве кажам како нов член на извршен одбор на СДСМ. Точно. Да, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам што ја прифативте. Од мојата десна страна е Сергеј Попов, пратеник. Да. Рековме по функција како председател на Унија на млади сили сте и дел од извршниот комитет, но и кај вас наскоро се избори. Да, во фаза сме таква во партијата. Да, добро вечер и за вас. Добро вечер. Стандардно ќе започнам со ставовите на власта, за да бидат повод еве да коментираме. Попов, уставни измени. Некако темава ја молчевме, ја камуфлиравме и така натаму, во надеж дека нешто позадински сепак се работи кога зборуваме за евроинтеграциите. Премиерот во една своја последна изјава, дадена вчера беше, мислам, во текот на вчерашниот ден, вели уставни измени, процесот да трае бесконечно, нека трае, се додека не добиеме јасна предвидливост и конечен исход од процесот. Дали со ова премиерот ни стави крај на маките дека оваа влада нема да го спроведе процесот на уставни измени и дека веќе оваа влада го има пресметано тој политички ризик дека Македонија ќе остане на опашката на евроинтегративниот процес на кој гази регионот, еве пред се да кажем. Добро, благодарам на приликата да бидам овде. Најпрвен мораме да бидеме искрени пред македонската јавност и да дадеме одговор на прашањето како дојдовме до овде. Значи, што претходи на оваа изјава на премиерот. А претходи едни прифаќања на едни одредени работи кои што ги направи една претходна влада без да го консултира мнозинството од македонскиот народ овде дома и без воопшто да ги консултира опозицијските партии во тој период. Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН и директен виновник зошто Македонија е заглавена во евроинтегративниот процес е тој кој што прифати да тој интегративен процес изгледа вака. Еве сега да бидам појасен. ВМРО-ДПМН вели дека бугари во устав не се проблем, фала Богу никој нема против ништо против ниеден народ, така ни против бугарите, но тоа треба да биде последната работа која што ние ќе ја направиме. Во оваа моментална ситуација, со овие моментални работи кои што СДСМ во претходната влада ги прифати, нашите преговори нема да изгледаат како преговори од област во област или од кластер во кластер, туку ќе изгледаат како преговори од историски настан до историски настан, од битка до битка, од револуционер до револуционер, каде што нашите историчари во име на нашите евроинтеграции ќе треба да капитулираат и да прифаќаат ретуширање на македонската историја. Така да бидеме јасни, вечерва да се усвојат уставните измени, преговорите нема да завршат никаде. Односно ќе завршат на првата битка, на првиот револуционер или на првата идентитетска одлика на македонскиот народ со кој што бугарските политичари или бугарските историчари не се согласуваат. Така да затоа ставот на ВМРО-ДПМН и пред изборите, а и сега е дека уставни измени само кога ќе имаме предвидливост што после уставните измени. Ние не можеме да си дозволиме да бидеме во тој процес вечно и вечно да се обезличуваме и да се национално плакнеме без да знаеме каде ќе стигнеме. Доколку некој покажа дека е подготвен да прави отстапки за Европската унија, тоа е нашата држава. Повозрасни сте од мене, знаете колку стапки имаме направено. Добро, ќе ги прокоментираме овие позиции и секако ставот на официјален Брисел. Кузевска. Па добро, ево на место конкретен одговор повторно, значи одиме со тоа да видиме како државата се нашла во ваква ситуација.
Легитимно е тоа, како така, легитимно како е точно, теза. а при тоа во истата реченица имаме ние не сме против уставните измени и одиме со хипотетички предпоставки дека ќе се случи тоа, ќе се сопнеме на првиот национален херој, ќе се сопнеме на друга. Која земја која што преговара со Европската унија има предвидливост? На која За друга крај. земја Затоа министерот што, за надворешни работи од Софија дава изјави, не дека ми постави прашање. Не, слободно одговори, не е проблем. Истата таа земја на која го гледам министерот за надворешни работи на Бугарија како кажува на бугарски медиум национален, апсолутно уставните измени не се последната пречка да Македонија стане членка на Европската унија. И тука не мисли на инфраструктура или владење на право, туку мисли токму на ова што јас го говорев, а тоа се идентитетските проблеми кои што за жал некој со нас се уште ги има. Тоа е таа предвидливост. И сега јас ако продолжам да прашувам, повторно нема да имаме конкретни одговори. Она што денеска ние го слушнавме, ние денеска што го слушнавме, е она што всушност ВМРО ДПМН е постојано и откако се дојдени на власт, а и претходно, и во претходното владење, ќе речам, ја покажа нивната тенденција земјата да не биде интегрирана во Европската унија. И тоа е фактот, и тоа е вистината која што конечно денеска ја кажа Христијан Мицкоски, дека нема намера земјата да ја внесе во Европската унија. Зошто? Затоа што на Мицкоски пред се и на ВМРО ДПМН и на власт им одговара ова криминалите кои што се прават сега, за кои што објавуваме и секојдневно. Него му одговара да нема никаков надзор, му одговара да биде во земја која што ја чувствува како негово сопствеништво, како приватна фирма, за да поминуваат сите оние тендери за кои што ние објавуваме, 161 тендер. Да почнам сега да ги бројам до крајот на емисијата, нема да можеме да ги изброиме. Сакам да кажам дека денеска пораката која што се прати, пошто кажавте дека сте помлад од нас, денеска пораката која што се испрати од премиерот Мицкоски до младите луѓе е дека може да чекат и нема да бидат да влезат во Европската унија. А само да вика, до каде стигнавме ние, кои отстапки се направени за државата? Променет устав, променето знаме, X пати, X отстапки. Ги знаете. Впрочем, овие политики кои што сега ги промовирате, не добија народна поддршка. Видете, едноставно овие политики беа поразени и добивте жесток политички шамар од граѓаните за овие токму за овие политики. Затоа мене не ми е сватливо како можете се уште да ги промовирате истите политики кои ве доведоа на ова ниво на кое што сте во моментов како политичка партија. Па гледате ли зошто? На истото ниво. Гледате ли колку тесно размислувате? Како ние се уште народот ги промовираме? Чекај, сакате да ретерираме ние? Чекајте, немојте да манипулирате со мојата изјава. Значи вака, дозволете ми да ви кажам. Вие викате како се уште си дозволувате да ги браните политиките кои што ги донесовме, а кои што ја внесоа земјата и во НАТО. На крај на ден тоа е ваша работа. Браните ги тие политики и избори, доаѓаат и забинуваат. Ве слушам. Само да се сослушате, за да можете да гледате. Значи ве слушам. Вие кажувате дека како ние ги браниме се уште политиките кои што ја внесоа земјата во НАТО, ќе повторам, и се сеќавате кога се кажа дека Македонија може да ги отпочне преговорите. Ви текнува ли на тој датум? До каде стигна всушност политиката на СДСМ? Каков датум на преговори? Овој на заев авион? Чекајте. Знаете ли која е разликата? Чекајте. Да, авионот беше претходно, ве молам, дајте веќе со тоа авиончето, зборувајте за авионот, вие што сакавте да го нарачате. Вие активно преговарате од 2021 па преговориве уште ги дебатираме за уште да кажам или не. Разликата е што вие мерите дали ќе добиете, дали ќе ви падне рейтингот или ќе се дигне рейтингот, тоа што сакате, затоа што извинете, дојдовте со лаги, затоа што дојдовте, ама јас можам уште да ве надвикувам, можам. Значи затоа што дојдовте. Дали вие ќе викате или не, мене не ми е важно. Јас не можам да ви дозволам да ми импутирате тези. Ама ќе ви дадам простор. Сега по една минута да не гледам на часовник. Затоа што ве молам, по една минута не поенти. Еве ги поентите. Таа нова подготовка нема да ја употребам. Еве ви кажувам отворено. Што како потреба премиер сутрадан како ќе господин Мицкоски? Ова е за мене Македонија и Македонија. Не, озбилно, како ќе пусти сутра можете да подпишете сите документи кои се на Македонија или ќе промените устав? Како е Македонија? Алеко за да се случи промена на уставот, ние честно пред граѓаните ќе излеземе. Добро, вред? Не. Не, ве молам, уште секунда има. Сега да фатам јас да го барам Зоран Заев овде, Димитар Ковачевски, Венко Филипчеви. Слушајте. Греф
мисли ако кажам дека Македонија свика мојата држава? Да ми го земат мандатот. Да, и премиерот сега секаде употребува Македонија. Значи нечете Видете, нема да дозволам. Не, на ова морам да одговорам, извинете. На ова морам да не беа одговорам. поразени политиките на СДСМ кои што ја носеа земјата во НАТО и во Европската унија. А кои политики беа поразени? Туку вашите лаги со кои што вие дојдовте на власт. Вие направивте забуна кај граѓаните, потикнувавте омраза и од тука дојде изборот и Северџани и слично. Сега, вие сте на власт и вие треба да си ја преземете одговорноста. И треба да кажете, како што ве прашувавме кога претендиравте да дојдете на власт, а не критикувавте. Добро, кое е вашето решение? Решение не гледаме. Ако конечно чекавме година и пол, две скоро, за да кажете, ние децении ќе чекаме. За да влеземе во Европска унија. Ве молам, Богданка, Попов. Вака гордо некој да се изразува и да го фали собственото предавство на собствениот народ. Гледате, и причината тој не ве наративот, молам да се артикулирате и да ме оставите да зборувам. Ве молам. Значи јас сум предавник, тоа сакате да кажете. Ве молам, дали вие се чувствувате за предавник, тоа е ваша работа, ако се пронајдовте жал ми е. Добро. Во ред. Не можам да разберам Социјалдемократскиот сојуз и вие се уште да се фалите со овие политики. Знаете која заглави Европската иднина на Македонија? Тој што отиде и прифаќаше работи во Брисел и Париз, додека во Скопје граѓани му протестираа пред собрание. Тој што го клекна македонскиот народ на колена и го обезличи, национално исплакни до невидени граници. Немојте, ве молам, уште да се фалите со Северна и така натаму. Народот затоа ништо не може се уште да ви прости. Може ли да се може ли јас да се доискажам конечно? Ако некој клекна на колена, сменете си ја плочата за да бидете погоре од петта партија во Република Македонија. Ама не се секирате, не знам дали вие разбирате дека сте петта партија во Македонија. Понатаму зборувавте за тоа дека ние сме ги мерале работите, дека ние сме ги Ќе прекинеме емисијата, ве молам. Војдирајте за да вие зборувавте дека вие одите демек храбри потези носите, сте многу прогресивни и вие го водите народот. Не, вие не можете да се контролирате. Попов, ќе поентирате. Ако ми дозволи. Ако некој клекна, ако ми дозволи. Ако ми дозволи, некој клекна на колена, ма сега не ме оставивте, тој се изнакажа цел реферат. Значи, ако некој клекна на колена, тоа беше Мицкоски кој што молеше за гласови да докажа, многу ме боли, разбирам. Ама ме боли, разбирам, оставете ме да ви докажам. А ве рековте дека ќе го смените името, што не го смените? Ама што не го враќате името? Ништо храбро во тоа да зборувате дека вие го водите народот, а ние се артикулираме според народот. Затоа постојат народни политичари и ненародни политичари. Затоа има ВМРО ДПМН и има СДСМ. Ќе викнам реклами. Ќе викнам реклами. Ама не може сега реклами кога јас имам исто прашање за него. Затоа што е безпредметна. Ама како не слушаат гледачите. Ама сега јас ли сум таа секој што треба да им попуштам да ти агресивно да не напаѓаат со предавници. Нема јас да дозволам овој пат. Вие морате да ни слушате што имам да кажам, ви се допаѓа од тоа или не. Да давате одговори, вие сте власт, а не да јас да ви слушам. Вие ќе не слушате нас. Вие не можете да се контролирате. Јас ја разбирам нервозата. Петта партија во Скопје и така натаму. Нервозата ви ја разбирам. Дај да зборуваме. Дали ме слушате? Да, ве слушам. Клекна на колена Мицкоски молеше за гласови советување дека ќе го смени Северна. Го смените? Еве го и тоа видео сакаш да ти го пуштам. Јас ќе ви најдам 15 интервјуа на председателот Мицкоски и 15 гостувања на председателот Мицкоски каде што не се кажува тоа. Ама може да го пуштам тоа. И ако сакате да правиме муавет како пред кооперација ќе правиме. Ако сакате да зборуваме за сериозни теми и да ви објаснам зошто сте петта партија во државава, дозволете. Не се секирате вие за нас, вие размислувајте за граѓаните што немаат леп да јадат. Ние размислуваме за граѓаните и граѓаните нас не гласаат, а вас ве избришаа. Последен пат ви велам ќе повикам реклами, ќе прекинам емисијата. Еве да знаете, последен пат. Јас ќе молчам. Јас имам конкретно прашање.
Предавници, патриоти, северџани, завршува тука дебатата. ЕУ перспективата Не на имаше да е Македонија. предавници. Еве Попове, молам на новинарско прашање. Со ваквиве изјави, со позицијата на официјален Брисел, што ја знаеме, дека ова што сега ни се случува и условот за уставни измени не е услов од официјална Софија, тоа е услов од официјален Брисел. Се заговараше некој пакет за брз влез на брза лента, промена на методологија, но тоа се процеси кои можеби ќе траат додека сведочиме, да повторам, Албанија ево преговори ги затвара поглавијата, Црна Гора исто така. Дали ќе останеме осамени во приказната? Не ради нешто друго, поради тоа што младите и помладите, вие сте во таа генерација, сите сакаат европски пасош и сите сакаат да заминат од државава во европска држава, да живеат на европски начин и да дишат, ако не друго, чист воздух. Дали владава има јасен компас каде водат нашите во моментов европски интеграции? Да, владата има јасен став и владата има јасен компас, а тоа се европски интеграции кои што ќе бидат предвидливи, како што кажав, и кои што нема да удрат во првата битка. И ова не го кажувам ја, го кажува официјална Софија. Преговори низ кои ние ќе излеземе како подобра држава. Преговори низ кои ќе разговараме за владење на правото, за подобро правосудство, за подобра инфраструктура, за подобра економија, за подобро законодавство. Не преговори низ кои ќе разговараме кој бил Гоце Делчев, што се случило на некој не знам, историски собир, што се случило на некоја историска битка и кој тоа како го гледа од двете страни. Доколку некој мисли, еве новинарски прашувам. Имаме време за сведочиме дека вашата генерација и помладите од вас неповратно заминуваат. Точно, но јас не сум виновен што преговорите во овој момент се во оваа фаза. Затоа треба да одговори господјата која што се смее, а не да одговорам јас. Треба да одговори Социјалдемократскиот сојуз и претседателот Венко Филипче, кој што денеска на пресконференција се даде себе си на тацна и кажа одново дека во Македонија имаме сепак слаба карика. Може би во моменти кога Македонија ќе нема слаба карика или кога ќе немаме кукавичко јајце во македонската политичка сцена, може би позициите на Македонија меѓународно ќе бидат посилни. А што препознавте во изјавата на Филипче денеска? Тој рече во изолација. Искрено во изјавите на Венко Филипче не може многу нешто да се препознае, но од она кое што го сватив, тој се понуди. Буквално се стави себе на тацна и кажа: луѓе, сите кои што не им мислите добро на Македонија, на македонскиот народ и на македонскиот идентитет, повелете, имате во мене слаба карика, имате во мене кукавичко јајце, сметајте на мене, јас ќе бидам новиот Заев, јас ќе бидам новиот Ковачевски. Таа изјава ја протолкував јас, а ставот на македонската влада е јасен, ќе се бориме до последно, меѓутоа ќе добиеме предвидлив и процес евроинтегративен кој што ќе знаеме што ќе се случува во него. Добро, може ли? И ако може сега да се сослушаме, затоа што бидејќи како што кажа повозрасни, никој не кажа дека си ти помлад, па сега треба ние како повозрасни повеќе дека знаеме, но памтам. Имам, значи, таква способност да памтам многу кој што кажа. И се кажувате дека никогаш не рекол така Мицкоски. Зошто го враќам тоа? Затоа што вие, како што кажав и претходно, постојано мислите само на рейтингот и вие им ветувавте на луѓето. И вие тогаш покажавте дека не сте за Европска унија. Дека дали Мицкоски кажа дека Преспанскиот договор е завршен? Пошто кажувате дека ние сме спречиле, дека ради нас сме сега тука. Дали Преспанскиот договор рече дека не е завршена работа додека живее ВМРО ДПМН, Преспанскиот договор не е завршена работа? Добро. Дали Мицкоски рече: ве молам на митинг, дали рече: ве молам, дајте ми ја довербата затоа што ме боли, ме пече кога се зборува за името. Дајте ми ја довербата да исправиме таа работа, да си го вратиме името. Никога не рекол да си го вратиме името. Ве молам, мислев дека нема да дојдеме до тоа, сериозно. Помислив дека не, извинете, сега имаме малце реклами, изгледа многу интересно видеото, па и се спонзорира. Еве. Дека народот не им даде легитимитет и народот не им дава легитимитет. А ние, бидејќи цело време среќавам со граѓани кои што ми велат: добре Христијан председателе,
Професоре, кажи некој збор, зошто ја избегнуваш темата за името? Не ја избегнувам, ме боли и ме пече, можам да зборам до сабајле на таа. Одиме на крат. Не сум нити ја безимен, нити мојата нација, нити мојот народ. Ова е македонски горд народ, кој што има право да ја именува својата држава во република. Еве го пред то, еве го. Не, спорно е, така, чекајте. Добро. Каже, не Пробате, не може, успеате, Видете, Кузерска, ве ако молам. сакаме да продолжиме да зборуваме и да си веруваме со кредибилност, треба да се признае дека тоа беше ветувано. Значи не може да се каже дека непопуларните политики на СДСМ биле казнети. Не, туку ветувањата на ВМРО ДПМН на народот, лажни ветувања за кои што знаеа и гледаа дека не можат да ги исполнат, беа наградени. Но добро, тоа затоа што тоа се народот очекување на мнозинството. Тогаш имаше Значи, и локални избори. Што не ве награди народот? Еве, Што пошто не го така смени? беше работава. Што не го вративте името, добро, Сергеј? еве не го вративме името. Зошто? Зошто народот не Ама ве зошто награди ветувавте? дека вие Ма тоа е бевте многу во сериозна право, а работа. ние во криво? Ама тоа е многу не сериозна сме ветиле, работа. господјо Кузевска, не Ама- сме ветиле, манипулирате и лажете. Ама јас ви го сакате, го Ама- скративме ама- видеото, ама да го ворете, пуштам цело. ворете, Ма вие се добро, слушате. ворете. Такво Ма како ветување велите од не сме наша ветиле? страна немало. Кузевска, А инаку правда. кога Јас зборуваме, не знам, само да чекајте, само да завршам. Чекајте, ќе потсетам. Само Ке една работа. изнесуваме подобар договор Само со една Бугарија. работа. Каде е? Само една работа. Ке изнесуваме подобар Се бориме. Ајде вие со нас борете се. Сергеј, ако јас Ајде тебе те денеска Венко нека не се става на тацна и заедно се бориме. Ај тргни го тоа на страна да те прашам Не може нешто. да тргам на страна, Ајде вака, на тацна се ставивте опери денес. која сакаш камера. Зошто се Обратни им ставивте на младите денеска на луѓе, тацна? Кажи им две реченици, две причини зошто треба да останат во Македонија. Зошто? Без при тоа СДСМ да ја спомнуваш. Јас да Обратни им кажам? се, да? Затоа што имаат влада што за 3 месеци ќе им ги отвори двата студентски дома во Скопје и затоа што имаат влада што додели 50.000 ваучери за студенти. Две работи во 2 секунди што сме ги направиле Младите на зошто да младите. останат да живеат овде? Еве, заради ова, затоа што добиваат нормална држава. Може да Каква е поентирам. таа нормална држава, Зборувате Сергеј? за Со рейтинзи, корупција, нормална со тендери, држава во со која обвинители по ваша нормална мерка. држава, Каква е таа нормална држава? држава Не ви чија слушам, влада не каква клечи е? за вакцини, нормална држава клечеше за која што вакцини? не набавува вакцини од Кој фирма за клечеше за јужно вакцини? овошје, Се слушале вие за помош, некоја нормална држава ја помагаше другата. нормална држава кај што не се будиме секој Оставете, ќе ви сабајле дадам. со коруптивен скандал на власта, ама не оние Абе, паушали што ги изјавувате вие, па потоа сте Абе, демантирани од сите страни Не, па ова е смешно, вие сте неколкуκратно. толку нервозни, вие... Таа држава, не, јас не сум нервозен. Дека не правите. Не сум нервозен, Сега јас вие нека сте се нервозни, остави јас ви свеси говорам за- со факти. Нека Таа е таа заврши, нормална ќе ви дадам. држава. Еве, ајде видиме Нормална дали држава во која што се ова- градат Добро, автопатите, да видиме дали- нормална Добро. држава во која што се Да се спроведуваат слушаме. реформи. Да Тоа се е таа слушаме. нормална Следно. држава Добро. која што Следно. вас не ви се Добро. верува дека постои. Следно. Попов може Ама сега. на народот му се верува, да Попов знаете. дали може да отстапиме простор, бидејќи еве дадов простор. Ајде, Ќе видиме гледам на нормална држава. часовник. Ве Нормална молам. држава ви се 5 тони марихуана да ви се шета по државата. Нормална Дали држава ви знаете- се... Ама Не, не, сега не. те ве молам да се сослушаме. Па јас Ама се ве вема молам, не Попов. Анета. Истото Истото срđено зборувам, кај за што да треба. се сослушате. Не. Добро, Ајде, ајде. кажете. Да, Нормална е, повелете. ја ги повторам. Нормална е држава и 5 тони марихуана да ви се Ќе ви шета дам низ да државата. одговорите, ќе ви дам да Нормална, ама те не мора Ве се молам, оправа. ајде, Говорете Буданка, секако дебата поентирайте. и секако дека ќе Држава. говори. Ве молам, ќе ви Нормална дадам држава, простор. нормална FBI ви апсеше држава, началници. Ќе ви дадам Попов DA ви простор. апсеше Па не, јас началници, ќе вие станам, ќе не зборите за Ама, 5 тони Попов, дрога. Научи се за дебата. Оаза на Нека ве марихуаната седнат ја во направивте камера да ве Македонија. научат за дебата. Дали ви е нормална држава да слушајте ставате се. обвинители по ваш терк? Дали ви е нормална држава 161 тендер на семејна фирма? Дали ви е нормална држава Ама која е таа и семејна фирма? Кочани? Дали Ќе ви е нормална прашате, ќе ви дадам држава простор. толку грубо инволвирање Ма како во да тоа? стврнете Дали вака ви е термини? нормална? Простор. Ајде па ќе одиме со имиња. Дали ви е нормална? Јас само набројувам за што ќе зборуваме. Да се подготвите, пошто гледам нервозен сте. Дали ви е нормална држава да се менува да доаѓа обвинител, да се менува обвинителка за која што семејствата од Кочани велат и тоа за предметот кој што треба да докаже институционално потврлање за трагедијата во Кочани, тоа семејствата го За барат. партизирање на обвинителство Дали ви е говорите на власта нормална- која што Дали остави ви е цела нормална година држава да се обвинителот носи од претходната декларација за влада? цензура? Дали ви е нормална држава да ги Символ покачувате за цените како што широкоградост ги ви беше текле? оваа влада Дали на ви е таа нормална тема? држава на младите Не да им ве кажете слушаат седете гледачите, тука ако се- Сега затоа може што на ова да нашиот говори? премиер Па да, Мицкоски, ама паѓа, затоа тоа што истото го нашиот премиер правите. Мицкоски нема намера да ги покачува платите, Може на ова да само говори? цените. Добро, Тоа ви е Кузерска, нормално. Може на ова да говори? Секако нека Да, говори. ајде, ве молам. За Кузерска, партизирање не, на не. обвинителство ја Ама ние обвинувате потоа ќе мучите, владата, ве молам. која што го остави претходниот јавен обвинител да се покаже и со новата влада. Прва влада Се во случи историја на Кочани, Македонија,
Прва влада во историја на Македонија која што го направи тоа. И покрај 2% доверба, сепак се рече, во интерес на широкоградоста, демократијата и така натаму, да биде подоцна се случи Кочани, немој да манипулирате, Кочани се случи многу подоцна. Тоа ја обвинувате за партизација на обвинителството владата која што го дозволи тоа. Знаете вие колку кривични пријави поднесоа македонските институции до тоа јавно обвинителство за сите од прва до последна да завршат во фиока. Затоа го браните Коцевски. Затоа го обвинувате новиот обвинител дека е партизиран. Кој го брани Коцевски? Го браневте Коцевски. Го браневте Коцевски. Си го пушкавте Коцевски, си го браневте затоа што ви беше одбрана на криминалот. И сега имате некакви напади. Кој криминал? Ке се докаже, верувајте. Добро, ајде, Куцевска во овој дел и треба да повикам реклама. Вие си знаете кој криминал. Не, видете. Ќе отстапиме. Јас кратко само ќе кажам. Ве молам, треба реклами да повикам. Јас не очекував ништо. Јас само сакав тоа и граѓаните да го видат. Не очекував конкретен одговор. Не очекував конкретни решенија. Вели за младите да останат тука зашто ќе им правиме студентски домови. Затоа што ваучери ќе им даваме. А ние зборуваме за иднина. Па две работи треба да се клучни, да имаат предвидлива иднина. Како што вие очекувате од Европска унија да има предвидливост, така ќе сме влезеле во Европска унија да ни дадат предвидливост и јасен крај. Така, значи, вие и на младите треба да им ветите, затоа што вие денеска... Не, вие требаше да им кажете европска иднина. Вие тоа им ветувате. Ма, зашто зборувате така? Северџан ли сте, бугари ли сте? Како се чувствувате? Еве, колку години е Северна Македонија. Кој име вие сакавте да го вратите? БРМ или ФИРОМ? Ама не повторно со манипулација. Ве прашувам, дали евроинтеграциите одат кон национално обезличување според Василин Кофилинче? Чувствувате ли бугаризиран? Ама дали... Па пола влада вие со бугарски пасош, вие тргнам по вашиот терк, ќе завршам бугаризиран. Среќа победивме на избори, па тоа го спречивме. Среќа, тој најголема несреќа што се случи. Среќа народот ве прати на политичко бојште и сега сме во понормален правец. Местите анкетите, растат пиперките, цената на пиперките, процентот, расте рейтингот на Мицкоски. Ве молам, бидете сериозни. Па добро, вашиот расте, затоа таква анкета не може да видиме. Не, вие сте на власт, за вас ќе зборуваме, ве молам. Покажете анкета дека вас ви расте рейтингот, може ќе продебатираме и таква дебата. Ајде околу мерките ќе прокоментираме, овдека да направиме една мала пауза за реклами и продолжуваме со вториот дел, останете со нас. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Малку околу јавниот обвинител го спомнавме, го добивме новиот републички обвинител. Денеска гледам има левица едно интересно соопштение, интересно, сакам да кажам, ги наведува моментите кои го одбележаа почетокот на кариерата на новиот обвинител Савевски. Попов, дали добивме надпартиско решение со новиот републички јавен обвинител? Па потоа ќе ги прочитам тие некои поенти од опозицијските редови кои се адресираат до Савевски. Дали можеме да кажеме дека во овој момент ние, бидејќи нели судството сами рековте 2% доверба, знаеме Коцевски од каква позиција, со каква доверба замина од оваа позиција, дали можеме да му веруваме на новиот републички јавен обвинител? Видете, добивме јавен обвинител со импозантна биографија, добивме јавен обвинител кој што е независен, кој што никогаш во животот не бил близок до никакви политички кругови или политички партии. И на новиот јавен обвинител новиот јавен обвинител го очекува една навистина тешка задача, бидејќи очекувањата од него се преголеми, апропо и она што го споменуваме цело време со тие 2% доверба. Така да го очекува навистина многу тешка задача. Јас апелирам до сите политички партии да не се фрла веднаш дамка на тој човек, иако ги разбирам, исплашени се, има во нивните редови со лопати да се ринат функционери кои што сториле или не сториле во минатото некакви криминогени дејанија, но тоа си е нивна работа. Апелирам врз маската на тоа да се прикажат подоцна одредени криминални прогони против одредени луѓе од претходната власт, сметам дека тие сега намерно пред време го напаѓаат човекот за да си најдат алиби потоа кога ќе се затропа можеби и во нивните редови, во сечеви редови и во наши редови, но нивната интенција на опозицијските партии е јасна, тоа потоа да биде прикажувано како политички нарачан прогон. Јас апсолутно верувам во независноста на новиот јавен обвинител. Јас не сакам ни да помислам на било каква политичка окупација на
обвинителството. Новиот јавен обвинител од она што можев да го видам низ јавноста беше убаво примена веста за неговиот избор и од Фелата, од каде што он доаѓа, зборувам X некои обвинители, истакнати лица од правната Фела дадоа позитивно мислење за него, така да би рекол дека изборот на новиот јавен обвинител е ветувачки, дека во Република Македонија ќе стигне правда. Треба да означува рез на она претходно време, кога се чуваа предмети во фиоки, кога слушавме од премиери пресуди пред да ги објави суд или кривични пријави пред да ги поднесе јавен обвинител и така натаму. Така да, еве, уште еден апел, да не се фрла дамка врз човекот, само врз превезот на тоа да потоа нечиво апсење или нечива кривична пријава биде прикажувана за политички прогон. Тие што се честни немаат потреба да се плашат, тие што си имаат нешто во главата дека направиле во минатото и такако треба да се плашат и тоа би било тоа. Опозицијата, не зборувам за целата, за СДСМ, кога беше гласањето и пред гласањето, кога беше изфрлено името на Савевски како кандидат, од СДСМ одржаа прес и рекоа нема предвреме, нели да го оквалификуваме и да го критикуваме негативно Савевски, ќе дадеме шанса, но кога беше гласањето, СДСМ во парламентот, да, ние побаравме претходно да се направат измени, па после тоа да се бира и токму затоа беше така и одлуката на пратеничката група, но како и да е, тоа беше ставот на вистина и све ова што го кажува сега Сергеј би било тоа така. Дека не сакаме пред време, дека сакаме прво да видиме како ќе ја започне својата работа, не сакаме пред време да етикетираме, не де Боже да дисквалификуваме неосновано, затоа што сепак ние без разлика, значи како сака ВМРО ДПМН да не перцепира, сме конструктивна опозиција и секако дека сакаме кога се работи, ако се работи на реформска агенда, да придонесуваме токму во тој дел и со критика и со сугестии и секако и со надеж дека ќе бидат прифатени. Но ова што го видовме допред некој ден, затоа реков би било тоа така, видовме како почна работата на јавниот обвинител. Прво, ако некој стави сенка на неговиот избор, тоа е токму премиерот кој што му зададе одма задачи. Му кажа од каде да почне. Да почне од специјалното јавно обвинителство, му кажа значи за кои предмети треба да се работи. Замислете, премиер на држава му кажува на обвинителот, а при тоа од друга страна за сите скандали за кои што сме објавиле ние, велат дека се лажни, имаме тужби за клевети, ќе се среќаваме по судови, таму ќе се докажуваме, не му вели на обвинителот еден премиер кој што сака да го исчисти сето тоа за кој што вели дека воопшто нема вистина во све ние што кажуваме, да каже дека нека се почне од тука. Но ни тоа не е во ред, затоа што тој не смее да се меша во таа работа и не смее да делегира задачи како премиер на држава. И сега следното доаѓаме до пресконференцијата која што ја држевме ние вчера за да известиме јавноста, изборот кој што го направи јавниот обвинител за вишото јавно обвинителство, името на Костевска Здравевска, Јасмина Костевска Здравевска. Се сеќаваме на тоа име и од бомбите, разговор помеѓу Сашо Мијалков и Гордана Јанкуловска. Во разговорите, сакам да цитирам за да бидам прецизна, таа што сме ја договарале, ја квалификуваме како наша. Наша е кога ќе го видиш ке ти текне човекот. Незиниот сопруг исто така, дел од процесот за лустрација на Славко Јаневски беше, да ја потсетам јавноста, тогаш беше тоа многу актуелно, за лустрацијата на Славко Јаневски. И така почна мандатот на новиот јавен обвинител и од тука се отвараат веќе прашањата за што станува збор. Дали на вистина има непристрасност токму во овој избор и да не одиме понатаму, можеби во текот на емисијата ќе навлеземе во дебатата и околу останатите обвинители што им се случува, како на пример со обвинителката која што го води случајот за настраданите во дискотеката Пулс, каде што за предметот точно кој што треба да детектира и да открие, да се покрене обвинение за една институционална одговорност, односно за полицајците. Да, но обвинителството рече нема да има застој, ќе се постави друг обвинител, да не се шпекулира и да не или да не играме со чувствата на... Но не слушнавме зошто е сменета. Дека нема да има застој, во ред и таа ќе го продолжеше и немаше да има застој. Ние ги слушнавме сега семејствата кои што излегува и семејствата кажаа дека сакаат да остане таа обвинителка.
Тоа И се кој може подобро да знае од нив? Полицајците од Точно, да. случајот Кочани, да. Попов. Очекувањата кои што ги кажа премиерот на таа собраниска седница се очекувањата на граѓаните од тој јавен обвинител. Ама кај направивте Бидејќи анкета за граѓаните нас не критикуваат, бидејќи бараат правда за она што се случуваш и оној криминален пустош изминалите 7 Ама години и вие кога сега си нарачавте. владеете, ве молам, зборувам. Преку институција, државна. Ама зборувам се, ве молам, ако може да сме во ред. цивилизирани. Да, во ред. Тоа се очекувања на граѓаните од тој јавен обвинител и ние како политичка партија добиваме X број на критики зошто, ете зборувавте, криминали се правеле, се крадело, се пустошело, И за сега. зошто нема ефективни обвиненија. Институциите, како пазарен инспекторат, како финансова полиција, како Министерство за внатрешни работи и така натаму, имаат поднесено стотици пријави против поранешни, сегашни, секакви функционери поради основани сомневања за сторен криминал во својата работа. Сите, од прв до последен, екс-јавниот обвинител ги чуваше во фиока. Затоа е логично од новиот јавен обвинител да се има очекување да ги провери тие наоди, да ги провери тие кривични пријави од МВР, од финансова полиција и така натаму, да ги провери сите работи кои се зборувале под опрен глас. Добро. Предходниот обвинител тоа не го правеше. Зошто? Можеби тие кои го предложиле подобро знаат и тие кои сакаат да го Добро. задржат. Има А пресуди за очекувањата од случаи од новиот специјалното јавен јавно обвинителство, обвинител дека Сергеј. треба да ги отвори старите предмети, дека треба да се позанимава што правеа трите граци во СЕО, па треба, па не се се очекување на изразувате? премиерот. Види, за млад човек Премиерот да само кажа. кажа што народот Не, мисли. рече очекувам. Тие И се нарача. очекувањата од народот. Да почне од таму, од народот. Направивте Сите ги анкета имаме дека се тие очекувањата од народот. очекувања. А народот мислите дека Народот тоа Па, еве бараше. сега може Кога да ви се кажам бореше јас нешто. против вас, бараше Да, еве да правда. ви кажам како Таа звучите. правда со јавно обвинителство, како што формиравте вие по мерка со ДУИ, не беше возможно. Добро. Природно е Не, очекувањето од така им новиот е, јавен да не престануваат, обвинител. тоа знам, го гледам и Природно е новиот претходно. јавен обвинител да очекуваме такви работи и тоа го чека цел македонски народ. Нема, ако може и да, на во ред, пример, нема проблем. еве велиме правда, спомнавте и поранешни и сегашни функционери. Очекувате дека треба да постапи новиот обвинител, односно обвинителството под негова надлежност. Имаме двајца високи функционери, ние само во Министерство за земјоделство, кои се фатени со примање на мито од земјоделци, тоа се ранлива категорија Апсолутно, на да се граѓани. постапи за сите, да. Еве на пример или за Артан Груби сега што сведочевме неговото враќање. За сите да се постапува. Сето Беше тоа, прашање. дали Апсолутно за сите. Ама чекајте, Апсолутно. тогаш видете. Бемо. Да, во ред. Ајде. Дали Ќе биде ако сведочиме на ефективно постапување и за вакви функционери, ќе направиме разлика помеѓу сегашното владење и системот на неселективна правда со претходниот систем на кој што еве велиме селективно постапувал, затоа е урната довербата во судството. Апсолутно. Секој кој што ќе се огреши на законот, јас еве јавно кажувам, доколку имам некој ден извршна функција и се огрешам, апсолутно прв да ме улови јавниот обвинител и да ме стрпа позади решетки. Апсолутно од прв до Добро. последен. И Добро. мислам дека и најнормално е тоа што се случува. Никој не може да каже дека луѓето ќе заборават на криминалот. Криминал се случува и во Вашингтон и во Скопје. Работата е што во Знаете, Вашингтон лака да подобро постанеме. и поneселективно се санкционира, Знаете, а во Скопје не се санкционираше. точно дека и се треба да се санкционира. граѓаните бараат правото и правдата не се секогаш иста работа. Правда. Правда, Но да. ние одговорница го имаме премиерот, го имавме со изјава кај што вели да се почне предмет тероризам 27 април, бонусите во СЈО. Како јавност еве ваш ве прашувам, Сега ќе ви кој е уапсен, какви се мерките за случајот со 5 тони марихуана, па ние имаме луѓе што лежат во затвор за 2 грама, бидејќи кај нас е недозволено поседување и одгледување воопшто. Сакам да прашам дали збориме за принципиелен однос према работите. Тоа е моето прашање. Да, 5 апсолутно. тони марихуана. Знае ли некој во моментов колку луѓе се приведени? Знаевме дека беа десетина. видете. Колку се приведени, а да не зборувам за уште 40 или 50 тони откриена марихуана.
Апсолутно. Еве, кој Правда Значи, да има кој се, то не за ги сите, да. власта се пушти во робусна видете. акција и се запленија многу тони Тоа марихуана, ама се запленија околу една општина во југоисточна Онако да ја Македонија. видиме правдата. Апсолутно да ја видиме, Каде еве се повикувам. луѓето? Еве Кај се повикувам. луѓето? Кај се одговорните? Еве повикувам. 40 Ајде. тони. Тоа се Еве јас тони, повикувам значи. заедно со вас. Јас Ма повикувам. не, јас ве Ама- повикувам, вас бидејќи механизмите Вие сте се ке вас. Ете, тоа и се јас може. повикувам од новиот јавен обвинител, уште пожестоко да почне да се Ама занимава. Сергеј, Најнормално е тоа, ако луѓе. може. Или Ако може би сакаме вие Македонија да штитите ја опозицијата на ако некој сакаме, начин. ако сакаме Како што да велат бидеме некои. перцепирани како нормална држава од страна на граѓаните кои што живеат овде заедно со нас, овие работи мора да бидат вакви. Ние пак DEA Добро. да ни апси началникот Прилеп, викан Чипсио, без да знаем македонската полиција пак не сме да ни се случи. Ние мораме да си ги апсиме и актуелните функционери, ама нормално и претходните, бидејќи за нив отсутствувала правда и Може ли да? отсутствувале Тоа не е органи дискутабилно. Ама може ли? и отсутствувале Може ли да органи на пре- прогон. Ама тоа не е дискутабилно, тоа се Нормално, подразбира а дека фала треба да е Богу дека и така. сите, апсолутно. Добро, И сите добро, актуелни. го завршувам. Во чекор да ги следат, нормално. Не, јас повторно ќе кажам. Значи, прво треба да се нотира и да биде како факт. Дека е недозволиво. Ми зборувате за, кога ви реков да им се обратите на младите во една нормална држава. Ние зборуваме за премиер, кој што во емисија кажува кој е елиминиран од избор за јавен обвинител. Дали е тоа нормално? Ние имаме после премиер кој што кажува од каде да се почне да се работи. Дали е тоа нормално? Се знае за што се работи. Близината со Унгарија. Како? Која што и гледаме и денеска. Како? Која близина со Па, Унгарија? зашто се предметите на специјалното јавно обвинителство? Како помлад се сеќавате, ако велите дека сте помлад. Не, вие може имате подобра информација од мене, Имам јас не знам. секако, па како не, нормално па пријателки ви пресудите, беа тие јавни од беа сега. за какви информации зборувате. пријатели ви Мислите, беа од тие од суд? сега. Па јас сум портпаролката на СДС, ама не сум портпаролка на ВМРО и на влада да Не, знам не. пресуди и во емисија да ми се излетува дека Пресуди ги не знам смеете пред да време. знаете. Тоа е голема грешка и затоа вие ги паднавте од власт. знаете, ама Затоа вие што ги знаете знаете. пресуди. Ама вие ги И кажувате затоа во што емисија Зоран дека ги Заев го знаете. водеше телото за реформи во правосудство. Така, Дали така. вие може да замислите А, во една ама не нормална може- држава не може човек или да се во тоа со време вас треба или да тотално викам за да ме ненормална слушате до држава? крај, ако зборувам тивко вие не ме Ама на прашање ви оставате. поставувам. Ако не да ве оставам сериозно да си одам и Риторички така се и на не да разбира гледам прашањата. конструктивни се зашто Да, не да, логични мога. ви се прашањата и тогаш значи зборувајте сам. Значи ве остави вас поред. Значи не може така. Дали ја ви поставив прашање одговор, дали ви е нормално премиер да му каже на јавен обвинител од каде треба да почне да работи? И дали ви е Премиерот- нормално Добро, да не се риторички расчисти маглата од сегашните предмети, од сето она што опозицијата го кажува? Од сите скандали Нека за кои што постапат. ние имаме... Не, ја друго прашувам. Може би ќе постапат. Јас ве прашувам друго. Добро. Дали ви е нормално премиерот да си нарача тоа што му одговара, да не го нарача другото? Вие велите дека народот побарал. Па еве нашата анкета вели дека народот бара за сега да кажете. Ја Народот критикува дека треба да одговорите за сите скандали за Таа кои што ние анкета не може да зборуваме. ја видиме. Како може да зборувате вие дека и добивавме критики? Вие добивте критики. Точно е. Дека добивте за 27 април критики. Добивте од луѓе на кои што се во затвор, затоа што кога видоа дека како се прошета Артан Груби, тогаш добивте. И затоа барате. Не. Тие се критиките. Не. Ама како јавно ги пишуваат на Луѓето- Facebook? луѓето- Мора да се соочите со нешто и мора Не да мора. кажете да, така е. Не мора. Затоа Не, што не можам да очигледно се е со согласам, факти, јас зборувам со во име пишан на збор, народот. со видео, со све што ви Народот кажат, е на кој моја има со страна, ја ви доказ. кажам што мисли А не, народот. а народот е на А ваша, вие на твоја живеете страна. во илузии во Народот е на 2017 твоја година, затоа сте Видете, таму немој кај да што се. мислите вака сега, не живееме Идем во по илузии. Значи вака, вие ја добивте довербата на народот. Врз основа, то го тврдам, на лаги. Значи, велевте Ако дека ќе било се на смени лаги, Преспанскиот на локалните договор. избори нешто ќе Вие- се променеше, Не, вие на немаше локалните време, избори ве чекаат. го потонавте. Еве, јас пак ќе ве прашам, ве чека. Ви дадоа шанса. А, не чека. И да, Добра точно. филозофија Еве, ви е ова, многу. чека. Не, па еве ќе ве прашам. Еве сега, како вика, ако парламентарно мнозинство ќе го вратиме името. Ако имаме, па и референдум може да распишете. Што не го правите тоа? Зошто? Зошто го кажувавте тоа на избори и за да ме убедите дека не сте дошле со лага? Добро, сега Вие пошто игравте немате на аргументи сентиментот за на Заев и граѓаните, суството како путка, затоа се што- враќате на претходната Не, тема. Ама извадете го Заев од Зошто? Затоа што уште ви командува Ама партија. вие сте на власт.
Зашо ви е газда? Кој е газда? Вас Зоран Груевски Заев. ви е газда? Не, Па што вас ви е барате Зоран Унгарија, Заев газда. кај ви е таа 1 милиарда? Кај Не, потрошивте? што бара Кај Венко потрошивте Филипче на јахта со милиардата? Заев е прашањето. Ама ние сме опозиција, Ама вие кај ја вашето потрошивте со Груевски е милиардата? илузорно. Ние имаме снимки со Филипче секој викенд со Заев у Дубај на Хариџиновиќ. Бурлеска е ова. Да, ама беше со тоа Хариџиновиќ Дубај. Ама Дали бурлеска е донесовте, еве ова никој не ве прашал до сега, мислам заборавено. 1 милиарда донесовте од Унгарија, кај потрошивте, на што? На безброј проекти по О, општините. еден. Отворете малку, Не, прошетајте низ еден, државата Сергеј, и ќе еден. видите. Ама, Сергеј, Безброј спортски 1 терени, милиарда, знаете ли што е? булевари, кружни текови, Каде? гасоводи, канализациони мрежи, колектори, се она кое што му е потребно на македонскиот народ, а 30 години не го добил. Ете таму отидоа. Платите им покачувате Ете на таму граѓаните, отидоа. цените растат. Платите, за плати ќе зборувате? 6 месеци предпријатија како македонски шуми гиганти плати не им дававте. Значи не можам. За тие Сергеј, плати За зборувате? работниците зборувам. Ама смешно е Вие ова. ги знаете дека има работници во државава или не? Ама смешно е Еве ова што ви го кажувам, зборувате. За дали кои знаете плати дека зборувате? има? Тие што не ги дававте? Како ние 4 пати ја покачивме минималната плата, што За тие плати ли зборувате, што За не ги кој? исплаќавте Кој не ги после? исплаќаше? Во македонски Ајде, шуми. Најди еден што не ги. Ама Знаете ти колку просто- плати Која администрација? не се Ама добива ништо, за равно колективни кажав, договори фабрика, што не ги почитувавте? Дали познаваш биле во животот, новинар. работник Ништо во не кажавте фабрика. до сега, толку да ви кажам, Работник ништо. во фабрика, Без познаваш? поента. Јас познавам За све. нив Вие За никога нив не збор. познавате. Јас За нив познавам се, збор. Овој круг. затоа ставовите За ви. нив збор. За кои работници тие што не дојдоа на протест? Може и Што зборуваш ги понижувате За тие работниците што не ви на дојдоа на протест, протест, да што не дошле. дозволија протест да ги дојдат. манипулирате? Еј, со 60.000 Попов, евра сад му велите да се Гузерска. платата. Пробавте Уште да велите. манипулирате? Не, ова е. Попов, бе, молам. А Ама Венко не ме Филипче слушаат, на чиво име му е полата, знаете вие? Одговорност за гледачите. граѓаните нула, Не ве никаква слушаат, заложба не за ве граѓаните слушаат. дека сакате Гледачите повисока не ве плата. Ова во слушаат. вашата глава и на бикачка. Да, Ама не кај ве се слушаат платите кој да гледачите. Не бикачка? можам да ви го објаснам дека не ве слушаат Па јас гледачите. не можам веќе Немате да оставам поенти. малета да Ама немате зборува поенти. И секој Вака. факт аргумент Не. да го со невистина да го погазува. Не дозволувам. Последниве 10 минути. Не дозволувам, ќе Ке- зборуваме за вистината Не. зашто сте на власт. Кузевска, ве молам И вас. се навикнете да Ама одговарате на Кузевска Не прашања. шапајте со телефонот, Ми вистината се на листа избори вие телефон. кажуваат. И се ве листа молам, телефон. Сакате ли нешто на гледачиве да им се обратите? Да. Имаме 10 минути остаток од емисијата. По една минута вака да без да се упаѓате во збор со конкретно прашање мерки на влада, инфлација. Последниот круг го почнав со вас, еве сега Кузевска со вас, предлог законски измени за интервенција во ДДВ, дури укинување на ДДВ за прехранбени производи. Владата го намали ДДВ за горивата, но не ја исклучува можноста и од друг пакет мерки кои би биле таргетирани, нели? И во дел на акциза. Види, Ако замолувам ради гледачите, овие 10 минути вака и така ќе поминат, берем некоја поента да има. Не се упаѓајте во збор, едниот па другиот, за да може да кажете нешто да ве разберат како став. Јас сега се разбира. Да си бидеме, јас разбирам дека е убаво е тоа вака да е изедначено, но го оставив да Да, зборува и ќе соговорникот, уклучам јас повеќе повторно. повеќе пати се вклучуваше Еве, тој. јас ќе И вклучам зошто сега тоа и го ќе ве направив следам. овај пат, затоа што Да. прво треба да се научиме на една култура во дебатите и дека кога да се исто така како представник од власта да се научите дека треба да давате одговори. После првите За 3 може секунди да ни влеговте во Ама збор. еве, не, и вие влегувате сега во збор. Еве, само што ми Морам го да кажавте. кажам. Не и Еве, вие, ќе влегува. говорите, ќе ви дадам Влегува во збор. простор, се разбира. Богданка Течева, само што се вашата потврди минута. моето право, нема проблем, може тоа кратко, затоа што претходно го начнавме тоа. Она што се случува во моментов како воопшто мува да не ја лази на власта. Граѓаните живеат претешко, едва и врзуваат крај со крај, цените растат секој ден во маркетите и исто така платите, како што кажа, работници кои што не ни дошле на протестите, ќе го трнам и ќе го игнорирам фактот дека понижи поценуваат луѓе кои што дефинитивно очекуваат од власта да го продолжи трендот на растот на минималната плата, со тоа секако растот и на просечната плата. Добро. Она што го прави во моментов власта е или дефинитивно нема трето, или си работи за интересите во оваа криза која што е затекна граѓаните, затоа што не може да не се погледнат луѓе
да не се погледнат граѓаните кои што како што кажав живеат во енерно тешко, да не се погледнат граѓаните како преживуваат, се додека гледаме на што се трошат парите. Јас прашав за 1 милиарда евра од Унгарија, не сакам да го заборави тоа јавноста и не смее да го заборави. Еве не знаат ни каде ги потрошиле. И се обидуваат, уште фалат крукчињата кои што ги правеа во минатото, кој дошол на протестите, кој не дошол на протестите. Тоа се работници кои што имаат секако право да си побараат да платите да им бидат пораснати. Добро. Да им се покачуваат. Прашањето не беше за платите, беше за цените, не е важно. За мерките, јас јас избрав така да одговорам. Може? Не одговарате на прашањето сам, да донесете во собрание како да одговарате. Јас ќе одговорам. одговорам, Благодарам. Добро. Значи, се случи војна на Блискиот Исток, затоа сме свесни и ние македонските граѓани. Таа војна ќе има последици како во светот, така и во Македонија, затоа се свесни македонските граѓани, дали поголеми или помали, зависи од реакцијата на власта. Јас би рекол дека оваа власт изреагира проактивно и навремено и дека мерките дадоа резултати. А мерките дадоа резултати затоа што во моментов имаме најниски горива во целиот регион, поевтини од Босна, поевтини и од Грција, поевтини и од Бугарија, поевтини и од Албанија, и од Црна Гора, и од сите. Но граѓаните зошто ни веруваат? Ни веруваат затоа што во овој момент постои клучна разлика од минатото. Бидејќи кризи сме имали во минатото, криза имаме и сега. Но во овој момент Македонија, точно, криза има во светот, но Македонија не е закопана на дното и гледана со жалување од страна на своите соседи. Ако пред неколку години кога имавме криза, нашите граѓани се качуваа во автобуси и одеа да молат и коленичат по соседните земји за вакцина плюс, или доколку македонската влада постираше црвени килими на една од нашите граници и пречекуваше еден лидер да им додели трошка вакцини, сега сме во ситуација каде што Македонија е извор на стабилност и граѓаните од соседството доаѓаат да точат гориво во Македонија. Така да тоа е отприлика нов пристап во раководењето на државата. Отприлика тоа е новиот принцип на водење на државата, да ја направиш државата да биде стабилна, да не размислуваш по дефолт дека си ти малечок и дека треба да коленичиш и да молиш, и тоа е она Македонија горда за која што ние зборуваме. Видете, не може вака. Јас ќе морам, пошто сме при крај на емисијата, можеби нема да биде конкретно на прашањето, затоа што не можам вчудо невидена сум од како да го наречам, не е ниту незнаење, вашата тенденција постојано да ја вметнувате СДСМ за разлика од времето. Сега јас ќе ви кажам за разлика од тоа време. 80% субвенционирање на струјата за граѓаните. 12 пакети кризни мерки. По 100 евра субвенционирање во време на криза за секоја компанија која што ќе ги задржи вработените. За да не Добро, слушајте ме сега. Дослушајте ме сега. Стабри, дослушајте ме сега. Ама нека кажете ќе прашате, нема проблем, нема проблем, ќе кажете. Во време, ако ве ќе сакате да зборувате, кога вие бевте најнеконструктивната опозиција кои што излегувате со ваши доктори дека ниту вакцини луѓето не треба да примаат, уште малку што не им кажа. Па сега да не бидам од Вело Марковски вика, ама Вело Марковски излегуваше ве молам. Ама Вело Марковски ви кажуваше ве молам, значи не кажав дека памтам луѓето што зборуваат. Значи ама сега нема да го објаснуваме, нека си прочита. И нема. Точно во тоа веќе не беше. Значи ве молам, ви беше тогаш мислам и во извршен комитет. Затоа во тоа време. Значи покачена минималната плата, ако веќе зборувате за СДСМ. Јас ве слушнав еднаш вас во собрание како кажувате да не зборуваме за минатото, да зборуваме за денес. Еве да зборуваме за денес. Знаете ли колку е килограм зејт? Јас ви кажав за денес. Дали знаете колку е килограм граѓаните од соседството дали знаете колку е килограм точат бензин во Македонија. Пред само 5 години јас сум од центар. Дали знаете колку е килограм многу мои другари и другарки се товараа во автобуси и одеа да полнат, да си стават вакцини во Србија, затоа што овде ги украдовте преку Стабри. Сега за ова не можам ја да ви бидам крив. Дајте ве молам. Ама што прво одбивате да зборите на темата. Еве Сергеј, еве и така. Вие сте единствена опозиција која што одбива да збори на темата која што е дадена. Чекај, еве.
Прашање Не е имате од така, новинарот, ама ја ќе ти не одговорам одговарате. така. Не е Свесно така. кажувате, Еве и нема да така зборам да е, на ќе ми темата. одговориш колку Зошто? колку Бидејќи е најефтин литар бензинот. Ама чекајте, јас викам Бидејќи најефтин, а на прес знаеш, кажувате не купуваш, а? дека е Не знаеш најскап. колку е зејтинот. Затоа? Не знаеш колку пари е Добро, зејтинот. може да Затоа? не купува Да. легитимно и да не паза. Ама Затоа треба ли, да затоа знае ли? во политика Може е. би. Мора Ама да не ви знае, се затоа зборува што на работи темата, пратеник. не ви се зборува Затоа на што е темата, застапник на не ви се народот, зборува него на граѓани. темата затоа што Ама на граѓаните пресконференција избрале. влегувате во Бе, дали седи. знаеш колку е синдикалната кошничка? Ама дали знаете вие на Колку која е тема ние синдикалната зборуваме? кошничка? Синдикалната кошничка е толкава колка што е. Колку е? Колку е цена? Колку изнесува во Околу денари? 50.000 денари. 67.000 Добро? синдикалната кошничка изнесува. Колку е зејтинот? Повелете. И вие ми зборувате Повелете. 110 денари. Јас ви кажав пример како се носат мерки и како И вие сте како мерките пратеник и имаат ги ефект. застапувате Добро, граѓаните. ама добро сега. И Ама сега нормално. кажувате Не, минимална не плата мога да нема да им знаат покачувате, цените на- а доста овие А, цени бе, не Ама ви вие се сакате високи. за се да зборувате освен изгледа Дали- за Ама зашто не за сме на тоа што е власт, тема. па вие рековте Изволите, народот не да, казни. прашање. Сега ние сме казнати, вие треба да Ма не, понесете овде одговорност и да Богданка е одговарате. водител. Не, бе молам, не, не е сум ја водител, водител како воопшто. водител? Како А, можете Кузевска. така, Анета си е водителот на емисијата. Кузевска, Да. вие точно е донесувавте мерки тогаш во време на криза, ама точно е и дека инфлацијата ви беше двоцифрена и некои историски пикови во последните години. И една од забелешките тогаш, па и сега од оваа дистанца, дека мерките беа хоризонтални, не беа таргетирани, се потрошија стотици милиони евра, се создаде и кумулираше јавен долг, што го презема новата влада како вкупен јавен долг, внатрешна, надворешна задолженост, а амортизацијата од инфлаторниот притисок епилогот беше двоцифрена, па дури потоа кога се олабавија геополитичките состојби и кај нас се олабави. Сакам да прашам дали и вие имате алиби и лице по таков менеджмент на таква криза, сега, например, да предложувате мерки и да барате нешто што знаете дека ќе има фискален ефект, например да се укине Чекајте, ДДВ за храна. Чекајте вака, сега ние ако одиме по Да, таа, забавно. не, ако одиме сега ние по таа, да речам како пример за имено, дали имаме лице сега ние да зборуваме, а при тоа имало, значи дупки кои што вие ги спомнувате, фалинки да речам кои што се случиле и во мерките кога пак работиш значи во интерес на граѓаните, кога имаше позиција која што ти кажува во ковид кризата преку видео дека како треба луѓето да докажуваат дека се присутни или не, тоа може би го паметите, може не, беше еден тотален хаос од неконструктивна Добро. позиција. Да и да тогаш да прашаме ние како има лице воопшто ВМРО ДПМН да зборува било што после Никола Груевски. Не. Секако Не, дека не, не, можеме имам да зборуваме. за вас прашање. Секако дека можеме да зборуваме. Зошто да не би зборувале? Зошто да не добро, предложиме јавни пари мерки? се потрошени сега. Адресирате дека владата не презема мерки, дека не го штити стандардот на граѓаните. И сега што ние не смееме да зборуваме за тоа. Не, вие смеете како опозиција да имате некоја прагма, да имате барања, се разбира Прво, дека јас смеете, него јас прашав дали кај вас во тие барања се популистички обоени. Не се козметички воопшто. барања во овој момент. Не се воопшто популистички, издржани се и тоа председателот на СДСМ и го елаборираше на пресконференцијата и на брифингот Добро. кој што беше со новинарите. Значи секако дека треба опозиција треба да дава конструктивни предлози Добро. и секако дека треба исто така опозиција будно да ја следи работата на власта и секако дека треба власта кога ќе види дека нешто е Добро. конструктивно во интерес Да. на граѓаните, ако навистина Мора да работи за завршуваме. граѓаните да ги прифаќа. Ајде, бидејќи Попов рече, Богданка е во емисијата, прашање до вас еве исто така. Се пофаливте дека на пограничните места странци ни купуваат бензин затоа што важиме за земја со најниски цени. Зошто изолирано ја правите цени на горивата, ја правите оваа анализа, а не ја правите компаративно, например, со куповната моќ на платата, колку, например, со една наша плата просечна, колку литри можеме да купиме гориво, а колку еден словенец со неговата просечна плата, колку литри гориво може да се купи. Дали реперот дека имаме најниски цени, значи дека најдобро котираме и дека куповно сме најаки во однос на регионот? Па чим истите граѓани со поголеми плати сакаат овде да ставаат Па секој сака да бензин, заштити. секако дека тоа има Не, ја не прашав за дека тоа има странците влијание. перцепцијата. Нашиве цени за Понатаму- нашите плати ја прашав.
Да, земено е во предвид и имаме едни од најниски горива во регионот и одлично се справуваме со оваа криза која што дојде. Не чекавме ѓаволот да однесе шегата да снемаме бензин, па да треба некој од соседството да ни дава со цистерни па да му постиламе црвен килим, туку реагиравме проактивно, спречивме ценовни шокови и во овој момент ситуацијата со горивата во нашата држава е стабилна и важиме за пример во регионот. Добро, вашиот предлог до каде е со предлозите што се во однос на државна интервенција во даноците за намалување на акциза на даноци? Адресирани се во парламентот до кај се? Не, постојано ние алармираме доколку значи една власт на вистина препознава тука дека е во интерес на граѓаните, тоа ќе го прифати. Но ние она што го гледаме, јас искрено доживувам едно разочарување, затоа што вечерва верував дека зборувам со млад човек кој што на вистина гледа малку подалеку работите и дека може да излезе од онаа, да речам, како што го нарекуваме матрица на ВМРО-ДПМН и дека барем ќе признае дел дека да, навистина можеби тука не отворивме добро уши, можеби тука навистина не фрливме очи како што треба да ги видиме работите. Затоа што ова што треба денеска од оваа емисија да излезе од таа страна беше да се види една предвидливост и во однос на Европската унија, каде ќе оди земјата, како ќе оди земјата натаму, дали ќе гледаме Унгарија, Русија или ќе вистина ќе одиме на Европска унија и како би оделе во Европска унија, или и да гледа дали да слушне дали на граѓаните ќе им се покачуваат платите или нема да им се покачуваат, дали ќе се намалуваат цените, а не да кажувате што направила СДСМ, а при тоа да кажувате дека СДСМ била казнета од народот. Простор ви давам, повелете. Јас очекував, например, од Социјалдемократскиот сојуз да дојде една нова идеја и една нова мантра која што ќе ве исплива на политичката сцена, бидејќи мене ми е многу жал. Јас растев во времење кога СДСМ беше респектабилна партија, кога не беше на ова ниво. ВМРО има пола милион гласови, вие 100.000, така да јас знам и времење кога СДСМ беше респектабилна државотворна партија. Имате прилика тоа да го промените, но доколку продолжите да ги зборувате истите работи поради кои сте на ова ниво на кое што сте, а уште повеќе истите луѓе кои ве доведоа на ова ниво на кое што се да ве водат, нема да отидете никаде надоре, а на Македонија е потребна, да завршам, а на Македонија е потребна опозиција, како што на секоја држава што е потребна. Вие таа опозиција, за жал, не сте, а на секоја држава е потребна опозиција. Вие таа опозиција не сте. Го чекам денот кога ќе се реформирате, кога ќе си го ставите прстот на глава. Прстот на глава, се секирам, потребна ни опозиција, ја немаме. Председатели кога ќе ставите вие? А ја немаме. Подпредседатели кога ќе ставите? Не се секирате за подпредседателите. Вечерашната анализа, пријатно почитувани гледачи.